Општината продолжува со примење на мерките против аерозагадувањето во Кочани. Во тек се засилени вонредни инспекцијски контроли од тимовите што работат во две смени на територијата на цела општина, во градот и во населените места. Вчера одговорните служби извршија увид на улицата Тодосије Пауно во централното градско подрачје, на улицата 14-та бригада, потоа кај фабриката за вода во Ромското мало, на селбите Трајаново Трло и Усова Чешма и во селата Мојанци, Подлог, Грдовци, Прибачево и Оризари. Службениците постапуваат по констатираните нерегуларности, односно по незаконски действија и активности што ја загрозуваат животната средина, меѓу која и палењето гуми, како и по телефонските повици и пријави што пристигнуваат од граѓаните. Лабораторијата Еколаб од Прилеп, како избран изведувач за дополнително мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух во Кочани, ја потврдува состојбата со PM частичките и издувните гасови во воздухот на локација и детектирани од страна на инспекцијските служби. Лабораторијата Еколаб од Прилеп, како избран изведувач за дополнително мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух во Кочани, ја утврдува состојбата со PM частичките и издувните гасови во воздухот на локација и детектирани од страна на инспекцијските служби. Според информациите од комуналното јавно претпријатие Водовод, површинскиот третман на градската депонија е постојан со истоварување на неколку камиони земја во текот на денот, а наскоро ќе се спроведе и силиконското затворање на критичните позиции од внатрешните согорувања. Деновиве имавме повторна средба со Орце Николов, представник на граѓанското движење за чист воздух во Кочани, средба на која ја утврдивме на тамошната соработка со цел да одговориме целосно на задачите и да предонесеме во намалување на загаденоста на воздухот. Од големо значење неодамнешното решение на Државниот инспекторат за животна средина, а нашите апели се сите поединци, институции и компании што поседуваат интегрирани дозволи да работат одговорно и совесно, соопшти Николчо Илиев, градоначалник на општина Кочани. Од таковните мерки против аерозагадувањето се и контролите на мешаните патроли на Инспекторатот за земјоделство со противпожарни и полициски служби кои вршат инспекција на земјоделските површини и постапуваат по случаите на палење на страништата. Проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, во кој сламата од оризиштата ќе се користи за потребите на пречистителната станица, е уште еден погоден момент за намалување на земјоделската навика за палење на страништата. Во таа смисла се изработени едукативни медиумски содржини, што ќе помогнат во градењето на јавната свест за намалување на аерозагадувањето.